Продолжуваат протестите во Струмица. Синоќ од 19 часот почна протестниот марш низ централното градско подрачје. Трасата е секој ден различна. Почна од старата полиција низ собранието, продолжија до зградата на СВР Струмица, па се вратија до малиот градски парк. Во Струмица синоќ се одбележа година од протестот по повод објавената бомба на опозицијата поврзана со смртта на Мартин Нешковски. Моје мислење, криминалците сите за решетки да ги ставаме. Ние народот да ги ставаме. Оти немаме судство. Гледаме докај дојде со судиите, сите са партиски. За болицата чиста глупост. Едно незаконски по член 11, друго многу скоро се извака. Јас не сакам не да го кажам председател, и не е за мене председател, не сум не гласил за него. Он е партиски председател. И него, лично него не признавам, а за аболицијата најголемата грешка се го направил и тај е еден од најдолните председатели, од сите председатели најдолниот председател. Само една порака до наречениот председател Хорхе. Кој него ќе го аболицира? Тој го направи најголемиот криминал што има направено во историјата. Од Александар Македонски па до сега ги аболицира најголемите криминалци. Сите криминалци во затвор. Се додека не бидат криминалците како Груевски, како Ставревски, како сите председатели што се на влада и на тако, во затвор нема да има слобода. И ќе има отпад. До крај. Па, денеска треба ние сите граѓани на општина Струмица да му дадеме едно минутно молчење, бидејќи и со едно минутно молчење не можеме да го вратиме животот на Мартин Нешковски. Мартин Нешковски во бомбите на нашиот градоначелник, а се види дека загина од раците на злогласните обезбедувања на екс-премиерот Груевски. И затоа би требало од денеска до наредните протести да бараме оставка и затварање на Јанкуловска и да се тргне аболиците. Сега доаѓаме од дома. А Холандија испрати многу јасна порака. Избори не може да има, бидејќи државата не е одделена од партијата. Вториот, законот, извештајот на Прибе не е ни спомнат и најосновните столбови на демократијата не се спомнат. Начело на поворката протестирачите носеа фикус со која символизираат председателската фигура, алудирајќи на тоа дека зад одлуките на председателот Иванов за аболиција се кријат интересите на челниците на ВМРО-ДПМНЕ, кои се сомничат за тешки кривични дела. За цело време одекнуваа и разговорите на тогашната министерка Јанкуловска и портпаролот Котевски, кои се договараат како да се прикријат вистинските околности под кои се случи смртта на младиот Нешковски.